Нема лидерска средба за да се утврдат датумите за парламентарните и председателските избори. Уставните измени заглавија во собранието, но политичарите се растрчани по селата и градовите. Дали со ваков однос државата може да влезе во нова политичка криза? Тема на денот. Денеска со колегата Миле Ристевски. Миле, ние редовно одиме во собрание, ги следиме собраниските активности. Да не грешиме нешто што праќаме екипи таму, поинтересно е на терен по селата и градовите, ама предвремено почнување на кампања може да биде и казниво. Столе, собранието мораме да го следиме и така и вака, а околу избориве, ти си ми шеф, знаеш дека секогаш на задно седиште го имам мантилот за дожд. Спремени сме и јас и ти за предвремени. А ќе го прашам мојот гостин Иван Величковски, председателот на движењето Нова Република, што мисли? Влеговме ли, господин Величковски, во предвременна кампања или постојано сме во една таква кампања за избори? Во плурално општество кампањата е постојана, изборите се само термини, а сето останато значи постојана партиска, политичка, ако сакате, активност. Затоа мислам дека не е проблем што си го чувате мантилот, но во исто време да не правиме драматики. Овие сите термини кои што се бараат и слично, сето тоа е пропишано во уставот и во законите. Доколку се сака, нема потреба од вакви пасив-агресив пристапи на опозицијата. Мислам дека и тие, едните и другите имаат, и власта има своји позиции јасни, или уставни промени па да се оди на избори, или се оди со редовни термини. Лично моje размислување, редовните термини се најпотребни, особено заради тоа што секогаш се обидуваме, 30 години назад, се обидуваме да ја запоставиме втората институција или еднакво важната институција во споделената извршна власт, тоа е председателот на Републиката. Затоа, ако забележуваме 20 и кусур 30 години, практично тоа е институција која што кај нас како да не постои или се користи само за организирање лидерски средби. Затоа сега е потребно да размислиме дали ни е потребно кампања во која што ќе зборуваме за избор на шеф на држава, на врховен командант. Ќе ви го дадам примерот со посетата на началникот на генералштабот на Белград сега, во услови во кои што, да речеме, се води воопшто истрага во Србија дали и постои вмешаност на државата во терористичкиот акт во Косово. Во такви услови сигурно дека не беше, како председател на Републиката, сигурно не бил баш најдобро промислен овој чекор да својот началник на генералштабот, кој што тој го именувал, да го упати на ваква посета. Многу е сериозно прашањето на председателските избори, бидејќи тука имаме прашање од не само од политичкиот систем, од економијата и слично. Мојата совет е да обезбедиме институција која што ќе гарантира стабилноста на институциите со својот капацитет по својот уставот. Се вели дека парламентарните избори можат да излечат многу повеќе гласови од председателските. Ова не е моја констатација, се разбира на аналитичарите, јас само пренесувам. Од друга страна, пак граѓанската варијанта, што сега морам да кажам опозицијава ја заговара, е дека поевтино ќе ја чини државата 7 до 10 милиони евра е изборниот циклус, барем оние еден круг од изборите да се во еден круг. Ја разбирам поентата, често е користена, но тогаш да бидеме отворени пред граѓаните на нашата држава да кажеме дека политичките партии од буџетот добиваат околу 20 милиони годишно евра. Ајде нека се откажат од тие пари и слободно додиме на уставни рокови. Зошто го велам ова? Ако одиме на споени председателски и парламентарни избори, целта не е да се зголеми или намали излезноста, таа ќе биде истата. Тие што се определени, тие до кои што ќе допрат пораките ќе допрат. Сите анкети, едните ги порачуваат вакви, другите такви, гледате осцилации, но едно е факт. Прво и основно, ние имаме доста луѓе кои што се привремено или трајно иселени од земјата, стојат во избирачкиот список, тоа влијае врз излезноста во сам старт. Второ, ние имаме потреба од јасно разграничување на теми. Односно, она што значи парламентарни избори со особен осврт на владењето на правото и секако на економијата, и вториот дел, она што значи стабилност на институциите, охрабрување на функционирање на нацијата, која што во овој момент е обесхрабрена токму од своите политичари. Заради тоа предлагам, уште еднаш ќе кажам, да одиме на одделни избори, доколку се согласни луѓето со овој концепт, доколку не, одлуката е нивно е мнозинство. Апсолутно. Споменавте гласачко тело, гледаме деновиве вчера, денеска, Тетово, вчера Штипчи нам беше протест на пензионериве кој представува една
здрава гласачка машина. Пензионерите се оние кои први излегуваат на избори. Како сега ви се чини сето ова? Секако, и тоа се сосема разбирливи протести кои што треба да произведат барања. Аз би ги посоветувал да размислат дали линеарното зголемување за сите врши истата работа, бидејќи тој што зема пензија 50.000 или 40.000, тој што зема пензија 12.000, 3.000 денари значи многу за тој што зема 12.000. За овој со 40.000 веројатно значи уште едно сако плюс или помалку. Затоа ве молам да ги молам пензионерите добро да ги размислат своите барања, да не паѓаат во партиски шеми, да не тргнуваат од тоа што изгледа корисно. Ќе ве потсетам на некој туку да ги гледат сопствените интереси, односно да ја добијат пензијата која што ја заслужили и одработиле претходно. Ќе ве потсетам на тоа дека во нашата земја се дава пари за се и сешто. Да ве потсетам на токму пензионерите би сакал да ги замолам да размислат за следното. Имавме ситуации во кои што им беше плаќано субвенционирано скијање на Маврово. Значи тоа отидоа пари кои што се потребни и такви пари се одлеваат на сите страни цело време. Мојата молба е да бидеме одговорни. Во нивните барања се сосема оправдани, но да бидеме сите одговорни. Парите, особено во пензијскиот фонд, знаеме дека се помалку. Затоа што и работната сила кај нас се намалува и заради тоа доаѓаме до практично неодржливост на овој пензијски систем. Сметајте дека следно што ќе, не сакам да бидам носител на лоши вести, но како одговорен политичар морам да го кажам ова. Сметајте дека следниот притисок врз фондот за здравствено осигурување. И тоа е последица на 30 години таложени негативни или лоши политики или држње само на инерција од претходни времења. Сакам да ве прашам, долги години председател на Либералната партија, да позборуваме малце за големите и за малите. Мали ве побара една изборна единица, големи ве рекоа важи, декларативно, и од сето тоа нема ништо. Можно ли е во овој следниот период да биде конечно прифатено една изборна единица и маливе да се позастапени во собранието? Бевте пратеник? Ајде да ја разбиеме, да, бев и пратеник, да ја разбиеме и таа фама. Значи, еден од основните баратели на ова решение сум бил јас, уште пред 11 години. Но ефектот е следниот. И да ги кажеме до крај отворено работите. Ова мнозинство или ваквиот тип на формирање на робусни мнозинства беше во договор помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ во 2002 година, затоа што беа потребни робусни мнозинства за донесување на уставните промени тогаш, за завршување на процесите на разоружување и така натаму. Потоа беа потребни за завршување на решението, постигнувањето на решението со кое што Република Северна Македонија стана во членка на НАТО и да бидеме отворени. Робусно мнозинство ќе биде неопходно за да се постигнат и неопходните уставни промени кои што сите ги прифаќаат, ама бараат начин како да ги избегнат. Еден од форматите за избегнување е предвремени парламентарни избори. Се уште ве држам на големи и мали во собранието. А тоа не е проблем. Големи и мали во собрание било каде, тоа се фактички бројки. Но ќе ве замолам, додека нема општествен притисок, до тој момент големите партии воопшто нема да сакат да го сменат. Не така моделот, не така како е. Вие и јас имаме да речеме станови од по 100 квадрати. Дај Боже, нели? И се одеднаш да излеземе и да кажеме, знаете што ние ќе го смениме станот, зашто така сакаме? Па нема, нели? Луѓето сепак не сакаат така. Големи ве преку Жан Моне се договори актуелен деловникот нов за работа сега, кој ќе стартува од следниот парламентарен состав. Се договорија со консензус, немаат ништо против, конечно одамна ги немам видено како предвадена на она комисијска расправа дека се во ред, ама се појавија Пасиевка и што вели, чекате луѓе, вие го внесовте европското знаменце во редовна постапка, односно 5 дена да се разговара за одреден закон и тој така или вака мора да биде гласен. Ќе дозволите како поранешен пратеник да ви одговорам? Апсолутно. Применете се очигледно методи и пракси кои што постојат и во Германија и мислам дека дел се во Обединетото кралство, така што не е измислена топла вода. Не сакам да бидам не еден од оние кои што се ќе проблематизира. Напротив, јас би сакал да ја гледам позитивноста. Позитивноста е во забрзување на постапката. Опасноста е во злоупотреба од таквото забрзување и добивката е во тоа што филибастерингот ќе се смени, но во дадениот случај мислам дека премногу долго имавме филибастеринг за сите можни прашања и тоа беше употребена, значи одолговлекување, спречување на донесување одлука. Сето тоа беше еден процес кој што предолго го користевме за морам да кажам, за крајно популистички и неефикасни цели. Да го заокружиме нашиот разговор,
Каде е Величковски со движењето Нова Република? Видовме движењето на Максим Димитриевски веќе се промовира во политичка партија. Ние не користиме ниту ресурси локални, ниту државни. Затоа кај нас нема помпезности, ние работиме на тоа низ понудата која што ќе, впрочем наскоро ќе ја видите, да видиме дали нашите решенија се потребни. Форматот зависно од изборниот модел и зависно од термините за одржување на избори. На крајот на криштата, ние сите мораме да најдеме начин како да застанеме заедно, и тоа впрочем се случува очигледно во моментот, пресметката и во самите партии, не е меѓу партиите, туку е во самите партии каде што се судираат проевропска и проевроатланска наспроти антиевропска и антиевроатланска опција во самите партии. Овој процес е нормален, неминовен и ќе заврши. Нека не ги плашат луѓето дека тоа е некоја драматика, не, само се ослободуваме од старите инерции и реслови уште односно се ослободуваме од поранешната Југословенска република Македонија. Се тече, потешко се менува, господине Величковски. Зависно, ако е нешто добро, можеби не треба да се менува, тоа што треба да се менува, мораме да го направиме веднаш. Ви благодарам за разговорот, учеството во Дневникот на македонската телевизија. Столе, повели презин. Миле, можам да одолеам кога има економисти или експерти, да премолчам некогаш, но кога имам политичар во студио, така, сакам и јас да поставам две прашања, повели. Може и со да и со не. Дали спремате изборни листи за следните парламентарни избори? Да. Каде ќе бидете носител вие? Зависи од тоа какви ќе бидат нашите проценки. Прва работа, втора, дозволете сега јас да ви поставам едно прашање. Мислите дека има политичар, добар политичар кој што не познава економија? Овде јас прашувам. Благодарам што бевте гостин. Одлично одбранен. Но добивме одговорот дека ќе се кандидираат. Така е. Продолжуваме со другите вести.